Како што гледате, од лево на десно се движи времето во оваа табела. Започнува со оно што е сега. А тоа е жешки, млаки, студени. Добро, завршува каде? Крајот на милениумот таму завршува. Нели? Сега. Јас ќе поставам едно прашање за размислување. За сите вие што знаете или до сега сте научиле, сте читале, сте проучувале во животот за овие теми. Дали во оваа табела, значи тоа е прашањето што нека биде прашање за размислување и одговорете го следната сабота. Имате цела седмица. Дали во оваа табела нешто не е на место? Нешто треба да биде полево или подесно од ова што е тука запишано, според временскиот редослед на некои настани што тука треба да се случуваат. Јас нема да кажувам ништо, само, значи, во врска со прашањето нема да кажувам ништо сега. Значи, поведете, размислувајте дали нешто не е во ред, дали на погрешно место е ставено, дали треба да биде порано или подоцна, според оваа табела. Оваа табела не треба да прифатиме здраво за готово, затоа што може би е погрешна во некои детали. Но сигурно е дека почнуваме со жешки, млаки, студени. Тоа е сигурно. Тоа е денешнината, тоа е описот на црквата денес. Така. И пошироко. Овие теми се навистина интересни. Овие теми представуваат сршта на адвентизмот. Не знам, денес, за жал, повеќето адвентисти не размислуваат за овие теми, значи не размислуваат за суштината на постоењето на ова движење. Не знам дали знаете дека и саботата адвентистите ја откриле и почнале најнапред да ја празнуваат некако некоја законска обврска од четвртата заповед, од Стариот Завет, или како желба да се заживее праксата на раното христијанство, кое што исто така ја празнувало саботата, иако не на еврејски начин, на легалистички, законски начин, туку на еден благодатен начин, како што ја би рекол. Туку адвентистите откриле саботата како нешто што таа допрва ќе биде во иднина. Како што? Како Божиот печат. И тоа е една многу интересна тема за проучување. Замислите, саботата не е само некоја стара традиционална установа, туку нешто што во блиска иднина пред крајот на светот ќе има огромно значење, бидејќи поврзано со Божиот печат. Наспроти Божиот печат се наоѓа жигот на зверот. И на тие две класи ќе биде поделен целиот свет. Некои што ќе го примат Божиот печат, а огромното мнозинство останати ќе го примат жигот на зверот. Луѓето повеќе нема да се делат на богати и сиромаси, црни, бели, жолти, овакви и онакви. Ќе се делат само на тие две класи. Нема да се делат ниту на жешки, млаки и студени. Овие три класи со кои што почнува табелата. Туку ќе има само две класи. Само оние што го примаат, што го имаат Божиот печат и оние што го имаат жигот на зверот. Само запечатени и жигосани. И останате се мртви. Но тие и не живеат во последното време. Жешки, млаки и студени. Што значи ова? Кои се жешки? Ај прво да го прочитаме текстот. Значи, почнуваме со темата која што е најлево во табелата. Каде се споменуваат жешки, млаки и студени во Откровението? Самото Откровение е поврзано со книгата на пророкот Данијел. Тие се две сродни книги. Една без друга не оди.
каде се соочуваме со жешки, млаки и студени во Откровението. 3 глава, точно. Која црква, која порака? Лаодикеја. Што значи Лаодикеја? Народ на суд, а може да се преведе и како оправдан народ. Народ на оправдувањето. Да, затоа што зависи сега која судбина ќе имаме. Дали ќе бидеме осудени или ќе бидеме оправдани каде? Каде некаде некој може да биде или оправдан или осуден? На суд? Само на суд. Значи, последното време е времето на Божиот суд. И тоа не поврзува со првата ангелска вест во 14 глава, каде што неодамна и читавме за тоа. Првиот ангел вели, бојте се од Бога, со силен глас вели. Носеше вечно евангелие да им проповеда на сите племиња, колена, јазици, 14, 6 и 7. И зборуваше со висок глас. Бојте се од Бога и подајте му слава, зашто што? Настапи, веќе дојде, значи, настапи часот на неговиот суд и поклонете му се, и сега цитира нешто од 4-та заповед, и поклонете му се на оној кој ги создал. Небото, земјата, морето, водните извори. Зошто? Бидејќи токму во времето кога почнува да проповеда првиот ангел, христијаните почнуваат да го забораваат Творецот. Случајно или не, тогаш се јавува теоријата на еволуцијата, тогаш се јавува марксизмот, тогаш се јавуваат еден куп работи, кои што ќе извршат силно влијание и врз размислувањето на христијанскиот свет. И така да ден денес, не само католичката црква со чело на папата, на чело со папата, се извинувам, туку денес се повеќе адвентистички теолози веруваат во теоријата на еволуцијата. И толкуваат дека деновите на создавањето од битие се символични, а не вистински денови. Иако во Библијата само во пророштата наоѓаме символични денови, а не во историскиот запис. Да го прочитаме сега текстот пораката до Лаодикеја. Немаме потреба да го проучуваме целото откровение, да почнуваме од почеток, тоа ќе зафати може повеќе од година дена, ако не и повеќе години. Може би ќе завршиме со настаните кои што ќе завршиме кога ќе се случат настаните од последните глави таму во откровението. Но почнуваме со Лаодикеја, бидејќи тоа е нашето време. Тоа е она што во табелата е сега. Сегашност. Значи, оваа сегашност трае до кога тука? До запечатувањето, и тука саботата е, има врска со темата запечатување. Елена Вајд напишала во рани списи дека Божиот печат е саботата, но не кажала ништо повеќе. И ние ќе објасниме, ќе мора да објасниме зошто саботата е Божи печат, што значи тоа саботата Божи печат, и така натаму, и какво значење, како тоа се одразува на начинот на кој што гледаме на саботата и на незиното празнување. Откровение 3 глава, читаме од 14 стих, па до последниот. И на ангелот на Лаодикиската црква напиши, значи 7-та, последната. Ова го вели Амин. Што значи тоа? Христос се представува себе си со овакво име. Амин. Верниот и вистинитиот сведок. Почетокот на Божето создание. Ги знам делата твои. Ти не си ни студен, ни жежок. Кому збори? На ангелот на Лаодикејската црква.
Што значи ангел на некоја црква? Ангел значи вестник. Значи портпаролот на црквата. Кој е портпаролот на црквата? Тоа се проповедниците. Тоа се водачите на црквата. Вестниците. И што вели? Ги знам делата твои. Ти не си ни студен, ни жежок. О, да беше студен или жежок. Господ посакува да бидеш студен или жежок. Едно тие двете во сегашно време. Само не млак, оно што е во средина. Ниту студен, ниту жежок. И така, бидејќи си млак, а не жежок или студен, ќе те изблујам, ќе те исплукам од устата своја. На што асоцира ова? Сте имале млака вода во устата своја? Некојаш? Сте пробали да се напиете вода? Никочињата. Сега, што е проблемот и што значи тоа млак? Тоа е спротивно на она блаженство. На која блаженство е спротивно? Христос што рече? Блажени се сиромашните или бедните во духот, зашто нивно е Царството Небесно. А тие може да бидат и студени, како што беше Драги, кога влегуваше тука на мермерните скали, се уште се сеќавам. И секој еден од нас, пред да го запознае Господ и вистината, макар во какви не беззаконија да живеел пред тоа, не е битно, тоа значи студен. Ама тоа не е лошо. Студен, ама се уште не ја знаеш вистината. Се уште не си просветлен. Значи не те огреала светлината. Затоа си студен. А жежок, што би значило жежок? Оно што живее изложен на голема светлина од Божијето Слово. Оно што е исполнет со светлината. Оно што гори, оно што е ревен за вистината. Оно што се радува во вистината. Искуство кое што мнозина од нас го познаваат како прва љубов. Зашто првата црква, Ефеската, била укорена дека ја оставила таа прва љубов. Било да си жежак, било да си студен, ти си беден во духот и блажен заради тоа. Зошто? Било да си студен, било да си жежак, а си на пат, значи, ако си студен, си на пат. Не мислам на сите студени, на тие што никојаш не сакаат нито да поверуваат, нито да се обратат. Но, ако си на пат да станеш верник, или си отпаднал, па си станал повторно студен и далеку од црквата, можеби. Но Господ се уште има план за тебе. Ако си студен, ама на пат кон вистината, и ти треба, ја чувствуваш таа празнотија, чувствуваш потреба повторно да се вратиш кај Господа, тоа значи дека си беден во духот. А ако си жежок, ревен за вистината, исто така си беден во духот. Зошто? Бидејќи воопшто не си возгорден, воопшто или вообразен, што слушавме денес предвладне. Туку ревноста на вистината те прави да бидеш понизен, понизна и да очекуваш повеќе од Божијата слава, повеќе од Неговата сила, од Неговите откровенија, од Неговата милост, од Неговата благодат. А што прави млакиот? Тој, спротивно на бедноста, сиромаштијата по духот, вели: богат сум и се збогатив, и ништо не ми
треба. Ова е проблемот. Што им рече Исус на евреите? Здравите немаат потреба од лекар. А болните? Јас додев да ги повикам грешниците кон покаяние. Со тоа Христос не ги прогласил еврејските водачи за праведни, демек они не се грешници. Туку сакал да им покаже дека ако навистина беа праведни, тие ќе се радуваа кога Христос ги спасува грешниците. Тие ќе се радува и самите ќе го поддржуваат тоа дело. А ако се противат на спасението на грешниците, тога што покажува? Покажува дека тие самите не се праведни, но за разлика од блудниците и цариниците, за разлика од таа студена класа, овие не чувствуваат потреба од Божијата милост. Ништо не им треба. И тоа е проблемот на Лаодикеја. Тоа е проблемот на последната црква. Богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. Значи, Свети Илија да дојде буквално, а не било кој, што би го нарекле последен Илија, ќе му речат, кој си бе ти мене да ми држиш памет, да ми предаваш што треба да правам или како треба да проповедам и така натаму. Господ да дојде во Лаодикеја, самиот Господ, а не пророкот Илија, како ќе помине? Мислам дека нема да помине подобро отколку пред 2000 години. Затоа што Лаодикеја, незиниот водач вели, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. И ова не се однесува само на Адвентишка црква. Ова е состојбата на христијанството. Ова е описот на црквата во последното време. И тоа може да го проектираме на локално ниво, ние тука, например, или било каде пошироко. А не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато низ оган пречистено и да се збогатиш. И бела облека за да се облечеш и да не се гледа срамот на голотијата твоја. И со очна маст намачкај ги очите твои за да гледаш. Што е ова? Што е сето ова? Значи, златото, белата облека и очната маст. Што е, со еден збор, лекот за Лаодикеја, за млакоста. Тоа ќе го оставиме за следната сабота. Но може да размислувате за тоа. Па може на почеток да имаме малку дискусија, да видиме одговори од ваша страна. И за табелата, дали нешто е погрешно или не е на место. И за самиот лек ќе оставиме за следната сабота, ако даде Господ живот и здрави. Но само да ги довршам Христовите зборови. Оние што јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам. И така биди искрен и покај се. Ете стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него. И тој со мене. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Много интересна порака. Актуелна порака за сите нас денес. И оваа тема, колку и да се зборува, никогаш не може да биде изджвакана. Никогаш не може да биде здодевна, бидејќи е актуелна. Ако се наоѓате на суд,
Ако утре ве чека суд, денес сте биле на суд, и утре ве чека рочеште, и заутре, дали е тоа нешто здодевно? Или е нешто што го преокупира целиот ваш живот? Ние сме народот на судот, ние живееме во ова последно судно време. Од нас зависи дали ќе бидеме оправдани или осудени на тој суд. Но, живееме во време кога наскоро ќе се излеат господовите судови врз оваа земја. И тоа ќе биде страшно време. Затоа ќе оставиме понатаму, ако даде Господ живот и здравие.